Почитувани гледачи, започнуваме со урбаните вести. Сообраќајот на булеварот Илинден на путегот од крстосниците со булеварите Гоце Делчев и Свети Климент Охридски од 18 часот вечерва до 8 часот во понеделник ќе биде во прикин во двата правци. Како што соопштија од МВР, сообраќајот пред владата на Република Македонија ќе биде во прикин поради предизборен митинг, а ќе се одвива десно по булеварот Свети Климент Охридски и по булеварот Гоце Делчев и лево по булеварот ВМРО. Во продолжение следуваат денешните настани. Бела ноќ, вечерва по 13 пат во Скопје. Промоција на апликацијата Органски пат. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со препораки за возење на дожд. 13 ден од кампањата за локалните избори 2017. Кандидатите за градоначалници и денеска излегоа на терен пред граѓаните со промоција на своите проекти. Како прв проект би го напоменал отварањето на градската канцеларија за млади, каде што младите ќе имаат можност да учествуваат во креирањето на политиките на градот Скопје. Предвидуваме исто така за младите да има отворен ден во градот Скопје, каде што тие ќе имаат можност да се сретнат со градоначалникот и со администрацијата. Ќе изградиме доста игралишта за млади од различен тип и од различен вид, кои што ќе го користат младите во градот Скопје. Подпишавме и обврска наша дека општините со кои што ќе ги раководиме градот Скопје ќе бидат отворени за соработка со невладиниот сектор, со здруженијата на граѓаните, нивните иницијативи со цел да најдеме едни заеднички решенија кои што ќе помогна за подобрување или урбанизирање на секојдневниот живот на нашите граѓани. Граѓаните на Скопје мора да учествуваат во креирањето на буџетските политики. Буџетот ќе биде транспарентен на начин што ќе биде во секој момент позната информацијата и како се собираат и како се трошат средствата. Во новиот дел на Ново Лисиче предвидена е целосна реконструкција на улицата Февруарски поход. Овој проект Општина Аеродром ќе го реализира заедно со градот Скопје. Инаку покрај овој проект во овој дел на општината имаме уште голем број на проекти, изградба на нов парк позади Фудбалската федерација, изградба на спортски и детски игралишта, така што толку ја добиеме поддршката на граѓаните, оваа програма во целост ќе се потрудиме да ја реализираме. Општина Карпош од својот буџет ќе одвои околу 3,5 милиони евра за поставување на платформи секаде каде што може за да се зголеми бројот на паркинг местата. Едно од тие места е и овде пред болницата 8 септември. На сите овие три паркинзи ќе има платформи каде што вработените на приземјето ќе паркираат, а на катот пациентите и оние кои што доаѓаат на посета. Исто така, ваква катна гаража ќе има и во Карпош 2, кај комплексот Мида, со цел тамо да се намали тој метеж. Општина Карпош од својот буџет ќе одвои околу 3,5 милиони евра за поставување на платформи секаде каде што може за да се зголеми бројот на паркинг местата. Едно од тие места е и овде пред болницата 8 септември. На сите овие три паркинзи ќе има платформи каде што вработените на приземјето ќе паркираат, а на катот пациентите и оние кои што доаѓаат на посета. Исто така, ваква катна гаража ќе има и во Карпош 2, кај комплексот Мида, со цел тамо да се намали тој метеж. Најавуваме редовни едномесечни средби по урбаните заедници од тимови предводени или од градоначалникот или од некои од другите клучни луѓе на општината заедно со раководителите на секторите, средби на кои што ќе се разговара за секојдневните проблеми на граѓаните. Најавуваме и рестартирање, отворање и ставање целосно во употреба на местните, односно урбаните заедници, и дополнително најавуваме целосна вклученост на граѓаните при носењето на измените на деталните урбанистички планови во општината, како и во процедурата за носење на буџет. После 15 октомври врата на општината ќе бидат широко отворена со цел и граѓаните кои што останаа без своите домови да се згрижат пред престојната зима и да им се обезбедат елементарни услови за живот. Тоа подразбира реновирање на куќите, она што им представува неопходност во нивниот дом. Не чека напорна работа, ја отвараме ширум
општината, за да можеме и со граѓанскиот сектор максимално на нашите сограѓани да им помогнеме. Ние како партија во својата програма имаме предвидено многу мерки за зголемување на директната демократија, односно за намалување на процентите, законски бараните проценти и за локален референдум и за граѓанска иницијатива. Исто така се заложуваме за тоа да граѓаните бидат постојано и однапред информирани за сите зафати и промени што ќе се случуваат од страна на локалната власт. И многу ни се допаѓаат овие одлично организирани и координирани граѓански иницијативи и посакуваме тие да се прошират на целата територија на Скопје. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата со апел до возачите секогаш да бидат соодветно подготвени во зависност од временските услови. Возете одговорно и не дозволувајте моментите наминати за уживање да се притворат во семејна трагедија. Дождот е честа појава во есента и токму затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата потенцира дека возењето на дожд бара огромна концентрација, внимателност и предпазливост. Искусните возачи знаат дека во услови на дожд дел од карактеристиките на автомобилот се менуваат, кога е во прашање управливоста, забавувањето, забрзувањето и стабилноста на автомобилот. Ова се неколку важни совети за безбедно возење во услови на дожд. Доколку врнежите се обилни и улицата или патот е поплавен со вода, најдобро е да се паркирате на безбедно место, да почекате и привремено да го одложите патувањето. Бидете особено предпазливи во деловите од патот каде што има подвозници, градежни работи, шахти, работа на пат и така натаму. И не поминувајте преку воден тек затоа што не сте во можност да ја процените соодветно неговата длабочина и неговата сила. Намалите ја брзината и држете по големо растојание, затоа што влажниот коловоз го продолжува сопирачкиот пат на возилото. Бидете предпазливи и подготвени при ненадеен аквапланинг, односно во случај пневматиците да почнат да пролизгуваат над слојот со вода и привремено да го изгубат контактот со подлогата, односно коловозот. Немојте да кревате паника и никако не презимајте нагли действија, односно не кочете и не свртувајте нагло, туку само присебно и полека отпуштајте ја педалата за газ и наведите го автомобилот во правецот на движење. Во услови на дожд не е препорачливо да се користи автоматски уред за контрола на брзината темпомат, затоа што во таква ситуација поголема е веројатноста од појава на аквапланинг. Секогаш држете го управувачот на автомобилот со двете раце. Проверувајте го притисокот на пневматиците и длабочината на шарите и проверувајте ја исправноста на бришачите на ветробранското стакло. По потреба соодветно третирајте го ветробранското стакло за побрзо и полесно пролизгување на водата од дождот. Не возете блиску позади автобуси и големи камиони, затоа што се создава прскачки млаз од нечиста вода, која го нарушува видното поле на возачот. Користете средни светла. На тој начин ќе го продолжите вашето видно поле, а исто така и полесно ќе бидете забележани од другите учесници во сообраќајот. Во случај на магла, кога видливоста е помала од 50 метри, користете светла за магла. Во случај на замаглување на стаклото поради поголема влажност на воздухот, вклучите го грејењето. Во услови на дожд избегнувајте нагли действија, односно нагло свртување, запирање или забрзување. Едноставно во услови на дожд треба да бидете понежни со управувачот, педалата за газ и кочниците. Навремено вклучите ги трепкачите доколку свртувате, се исклучувате од коловоз, пристигнувате или преминувате во друга сообраќајна лента. Во случај на вонредна ситуација, како поплавени патишта, уништена инфраструктура, сообраќајна незгода или нешто друго, прилагодите го начинот на возење со условите на патот. Следите ги сообраќајните знаци или вонредната сигнализација, како и насоките на полициските службеници. Доколку дождот врне интензивно и подолго време, тоа значи дека имате потреба за повеќе одмор. Одмарајте на секој 2 до 3 часа возење. Возењето во услови на дожд од возачот бара многу поголема концентрација и почести паузи. Во услови на дожд бидете одговорен и внимателен возач и пред се возете дефанзивно. По завршувањето на дождот проверите ја исправноста на сопирачките. Доколку сте возеле на коловоз на кој има поголеми количини на вода, дисковите за кочење веројатно се влажни и се нарушува сопирачкиот систем на возилото. По потреба со благо и константно кочење. Исушите ги плочките на сопирачкиот систем. Возете внимателно на местата каде што коловозот собира вода и внимавајте да не ги изводените пешаците кои се движат под
тротоарот. Возачите посебно треба да имаат во предвид и да внимаваат на пешаците кои се движат со чадор, затоа што чадорите го намалуваат нивното видно поле. Со цел да се зголеми свеста кај потрошувачите за здравствените, еколошките и социјалните придобивки од органските производи и да се обезбедат информации како да се препознаат и да се најдат на пазарот. Денеска беше промовирана мобилна апликација Органски пат. Организацијата на потрошувачите на Македонија, Асоцијацијата за развојни иницијативи Зенит и Сдруженијето на агроновинари Медија Плюс денеска ја промовира апликацијата Органски пат за мобилни телефони. Промоцијата се одржува во рамки на меѓународната кампања Недела на зелена акција, во која учествуваат 46 граѓански организации во 29 земји во Африка, Азија, Европа, Северна и Јужна Америка. Во фокусот на кампањата е органската храна и земјоделството. Апликацијата овозможува пребарување и планирање посета на производители на органска храна во Македонија, ресторани, продавници, сместувачки или туристички објекти кои нудат органска храна. Изготвена е во рамки на проектот Преминете на органско, потрошувачите во фокусот на земјоделската политика, финансиран од Европската унија, со цел подигнување на јавната свест и зголемување на довербата на потрошувачите во органското производство, неговите здравствени, еколошки и социјални бенефити. Во рамки на оваа недела логото, односно мотото би било дека всушност колку повеќе потрошувачите конзумираат органска храна, толку повеќе и производителите ќе ја произведуваат оваа храна, особено во Република Македонија, и знаеме дека нема голем број производители на органска храна, ниту пак туристички капацитети кои ја нудат таа храна на менијата, и исто така нити потрошувачите доволно во голем број го препознаваат знакот за органската храна кој што е со фиданка, и околу со сонце обкружено со фиданка. Сметам дека апликацијата ќе биде лесна за даунлодирање и дека ќе биде користена од страна на луѓето кои што сакаат да патуваат или кои што сакаат да видат каде има производители, каде има продавници за органска храна, како да ги лоцираат, и многу е едноставна заради тоа што има мапа каде што можете да ги најдете со адреса, со телефон и слично. Проектот исто така има за цел да ја зголеми свеста на потрошувачите за здравствените, еколошките и социјалните придобивки од органските производи и да се обезбедат информации како да се препознаат и да се најдат на пазарот. Традиционалната манифестација Бела ноќ ќе се одржи вечерва во Скопје по 13 пат. Во рамки на програмата на повеќе локации во градот ќе се одржат концерти, изложби и перформанси. Возењето во градските автобуси на ЈСП Скопје кои се обраќаат кон централното градско подрачје од 19 часот до раните утрински часови ќе биде бесплатно. Традиционалната манифестација Бела ноќ ќе се одржи вечерва во Скопје по 13 пат. Во рамки на програмата на повеќе локации во градот ќе се одржат концерти, изложби и перформанси. Изложбата помеѓу звездите и басните на Салвадор Дали ќе биде отворена во галеријата на Младинскиот културен центар МКЦ. Ќе бидат представени вкупно 29 дела од овој уметник. Изложбата е организирана во соработка со уметничката галерија Висконти од Љубљана и Централно европскиот културен центар од Нови Сад. Во горното фоаје на Кино Фросина во МКЦ ќе биде поставена изложбата Сексот и револуцијата на авторскиот тим Катерина Станковиќ-Бјеговиќ, ликовна уметничка, и Елена Живковиќ, историчарка. На плоштадот Македонија во 21 часот перформанс ке има корејската трупа Таго and Атобис. На платото на Младинскиот културен центар ке настапаат Барбарисамс, тричлен бенд од Стокхолм, предводен од американскиот композитор Николас Фараоне, тетовскиот бенд Conquering Lion и Нинос ду Бразил, перкусионистичко италијанското дуо со позадина од бразилска карнавалска музика. Во дансинг салата на МКЦ ке настапат две групи од Албанија и Нино Наумов и диџеј сет од Скопје. Во џебното кино на МКЦ соло настап ке има Алекс Јонсон од Данска, наградуван гитарист, композитор и импровизатор. Во рамки на 24-часовниот филмски маратон во Кино Милениум ке се прикажува новиот филм Кога денот немаше име на режисирката Теона Стругар-Митевска. Возењето во градските автобуси на ЈСП Скопје кои се обраќаат кон централното градско подрачје од 19 часот до раните утрински часови ќе биде бесплатно.
Со цел да им се помогне на бездомните кучиња, денеска се организира хуманитарен настан за собирање донации. Во рамки на настанот ќе се продаваат ракотворби и дизајнерска облека, а средствата ќе бидат наменети за бездомните животни. Промотивно-хуманитарен настан за собирање донации за помош и заштита на бездомните животни организира денеска граѓанската иницијатива Кане Корзо Надеж. Настанот е од отворен карактер, а поканети се сите кои сакаат животни, доброволци, активисти. Настанот отвара можност за донирање храна, ампули, каква било опрема за кучиња или друго нешто што би можело да биде корисно за бездомните животни. Уметниците Лидија Стефановска, Светлана Ивановска, Марина Јакшиќ, Жаклина Мучева, Сонја Димовска, Алма Идризи, Емили Унева, Ангела Стојановска, Неслихан Сулејман ќе имаат изложено своји ракотворби, а 20% од нивната заработка ќе биде донирана за бездомните животни. Настанот го помага и модниот дизајнер Ирина Тошева заедно со студио Ладама. Тие од сумата собрана од продадените парчиња ќе донираат 30% за бездомните животни. Изложена ќе биде и поезијата Еленот слуша винужито, донација од издавачката Куќа 3 со Магдалина Чапаровска. Од утре се очекува стабилизација на времето со постепен пораст на дневната температура. Повеќе детали за температурата по градови од МТМ Метео во продолжение. И пред да се одјавиме уште една информација. Без вода во недела од 11 часот ќе останат корисниците лоцирани на улицата Буталска, односно краците со парни броеви од број 2 до број 12, како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Прекинот е поради реконструкција на водоводна мрежа на улицата Буталска број 2 во населбата Бутал. Прекинот ќе биде се до завршување на интервенцијата. Тоа беше се што ви подготвивме за ова саботно издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.